Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 55 до 60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечер во одлично интервју со Александар Раковиќ, идеолог на стратегијата за обединување на така наречениот српски свет, а тој е триаголникот Бања Лука, Подгорица, Белград. Тој е човекот со исклучително блиски релации со Српската православна црква и човекот чија стратегија ја реализира и спроведува Александар Вучич. Пред 3 години беше прогласен персона нон грата во Црна Гора и тоа бе една од двете причини за заострување на односите помеѓу Александар Вучич и Мило Џукановиќ. Србите сега сметаат дека се во налет економски, финансиски, безбедносен, воен, на секаков план и дека се подготвени да реализираат таа стратегија. Српскиот свет да биде обединет во една иста држава. И одличе корпонатаму и смета дека можеби сега дојдено време за реализација на онаа стратегија, дека 6 југословенски републики се пропаднати, а дека 7-та југословенска република, тоа е мешавање на музика, на култура, на драма, на театар, на филм, на југоносталгија, дека врз база на реализација или завесата на реализација на таа стратегија да дојде до обединување на сите српски територии на просторот на поранешна Југославија. Дури србите сметат дека сега е дојдено време за интегрално решавање на српското и на албанското прашање. Тоа го говори Александар Вучич, кај што вели дека тие веќе не преговарат со Косово, туку преговарат србите и албанците, што значи дека албанското прашање и српското прашање во наредниот период ќе бидат решавани на Балканскиот полуостров. Тоа е сериозна закана за македонската држава, тоа е сериозна закана за македонскиот народ. Александар Раковиќ уште 1997 година е на заедничко студиско патување, да не речам семинари, да не речам обуки, со Никола Груевски, со Милијана Киевски во Велика Британија и во Шкотска. Уште од тогаш е дадено зелено светло за Никола Груевски и како што вели Александар Раковиќ, во времето на ВМРО ДПМН и на Никола Груевски, Белград, официјална Србија, силно е поддржал владата на ВМРО ДПМН Никола Груевски, бидејќи Никола Груевски реализира нивната стратешка цел, а тоа е да ја тргне ВМРО ДПМН од прегратките на Бугарија и ВМРО ДПМН да стане пројугословенска или про-Белград партија. Значи, уште 1997 година Александар Раковиќ има напишано белешка или проценка дека Никола Груевски е човек кој нема да ја врзува ВМРО ДПМН за Софија за Бугарија, дека инсистира на античка Македонија, дека не Ѓорги Иванов, како што цело време се сметало, туку Никола Груевски е идеологот на тој концепт за антиквизација во Република Македонија, дека тоа е пишано уште 1997 година. Тоа е суштината на емисијата. Останете, погледнете емисијата и сигурно нема да зажалите. 56 минути трае интервјуто со Александар Раковиќ. Немајте, тоа е идеологот на обединување на сите српски држави во една голема Србија или обединување на тој српски свет. Александар Раковиќ, 56 минути одлично интервју, нема да зажалите. Александар Раковиќ, идеолог на стратегијата Српски свет, се појавува на 28 јуни минатата година, таа кованица, таа стратегија, тоа е Видовден, Косовската битка кога е. Дали сте ве идеологот на стратегијата Српски свет или можеме да дефинираме што значи таа стратегија Српски свет? Ja se zahvaljujem i hrvatskim, i bošnjačkim, i crnogorskim medijima što su mene okarakterisali i opisali kao ideologa srpskog sveta. Ja sam samo srpski rodoljub i profesionalni istoričar koji na osnovu prethodnih saznanja kao istoričar i na osnovu ovih sadašnjih saznanja kao srpski rodoljub nekako prati dnevnu politiku, je u javnost vratio tu ujediniteljsku ideju da Srbija, Crna Gora i Republika Srpska treba da stvore jednu državu i to sam objavio u svojim knjigama Srbi i religijski intervencionizam iz 2015. Се чувствувате ли вие како идеолог на таа стратегија? Тоа е стратегија која е промовирана на 28 јуни 2020 година. To je emisija koja je počela 28. juna, da. Ma oni su to tako povezali. На интернет, да. Гледате колку текстови, каде све сте спомнати дека вие сте идеологот на целата таа стратегија. Всушност е тоа триаголникот, па дури во интервјуто со Александар Вучич на face-to-face телевизија поставено тоа прашање, дали Александар Вучич работи на реализација на таа идеологија, кај што вие се сметате како идеолог, а тоа е идеологија на српскиот свет, тоа е триаголник Подгорица, Бања Лука, Белград. Дали сте ви идеологот на таа стратегија? Да кажем, ja se zahvaljujem
tim Dobro, što medijima. se zahvalujete, nego Ja se da li ste? Ja sam vratio tu srpsku ujediniteljsku ideju kroz svoju naučnu misao, da, to jesam, ali ne bih sebe nazivao ideologom srpskog sveta, ali im se zahvaljujem na tome što su mene tako karakterisali, ali jesam, posle 2013. sam javno počeo da tome da govorim i da pišem i zaista sam, eto, sticajem okolnosti bio hrabriji od drugih i govorio o tome da Srbi treba ponovo da su jedini. Рекович, има една бугарска книга и бугарски историчар кој вели дека вашата стратегија ја има поразено Бугарија во Македонија. Да, тоа е Воин Божинов написал. Да, што се доста смели тези и доста смели анализи и вас ви дава одредена роља, одредена улога дека сте како историчар идеолог на одредена српска хегемона политика, една геополитика на Србија тука на Балканскиот полуостров. Ово што говориме сега, ќе се вратиме на тоа, тоа е триаголникот Подгорица, Белград и Бања Лука. Меѓутоа сега вас бугарите ве стават во контекст дека и во Македонија победила вашата стратегија, што значи дека српскиот свет, според бугарите, не е само тој триаголник Подгорица, Бања Лука и Белград, туку влегува и Скопје. Дека бугарите имат изгубено и имат поразено бугарската стратегија, дека не може да поминат и да добијат ни она линија од Крива Паланка доле до Струмица, дека вашата стратегија победила во Македонија. Толку ли сте влијателен, толку ли сте мокен да наметнете вашата идеологија врз српската политика? И то бих сматрao комплиментом, то што е Воин Божинов написao, с обзиром да sam доста написao и у својim knjigama i govorio u medijima. Dakle, imao sam tu sreću da steknem poverenje naše javnosti i da neke moje ideje zaista uđu u glavni tok srpske politike. I Bugari su u Makedoniji izgubili zbog toga što su oni bili nekompetentni. A nisu mogli da shvate... A vi ste bili kompetentni? Mislim, generalno da su Srbi mnogo bili kompetentni za odnos sa Makedonijom od Bugara. Što ste vložili u Makedoniju? Imate vložili mnogo pari? Da li tajните službi? Кои идеологии имате применето во Македонија? Ако бугарите велат, ако бугарите велат, Србите победија во Македонија, изгубена е битката за Македонија, че тоа говори бугарски историчар и една дел на бугарската елита. И всушност политика на вето, господин Раковиќ, е политика на пораз. Да. Кој става вето? Тој што веќе им е изгубено битката. Naravno, svakako oni nisu shvatili u stvari da se njihov bugarizam kosi sa makedonizmom i da da se srpstvo i makedonizam ne kose i da mogu da idu ruku pod ruku, ali bugarizam i makedonizam, to su sami Bugari su za to krivi, se kose. Oni ne priznaju nikakav makedonizam i zbog toga su izgubili. Имате две линии во српската политика, посебно во српската историографија. Во Македонија многу се пушта она клипче кај што Милан Сапротич, ако не се лажам, говори дека Македонија е вештачка нација, тоа ве мислите Кирилица ка Миломир Марич, а дека имате сосема спротивен став од него. Како што видите дека македонската нација има развиено на еден природен начин, на еден природен пат, дека не можеме да говориме дека тоа е една вештачка нација, кој што секоја нација има некој свој природен пат. Milan Protic se nikad nije bavio etničkim pitanjima, ja se tim pitanjima profesionalno bavim i tu je velika razlika. On je to pričao zato što misli da je tako, a ja sam ovo pričao zato što sam proučavao. Да, тоа беше доживено ко голема навреда. Jeste. За македонците, за македонскиот народ и ние тоа го доживевме ко на голема навреда. Говорам во една иста емисија. Значи, гледате, од една страна сте српски националист, вие велите патриот родлюб, меѓутоа српски националист, кој е автор и идеолог на двете клучни стратегии на србите за реализација на таа српска геополитика. Едната е овој српски свет и второто е, тоа е многу поопасна идеја која вие сте ја заговарале, тоа е дека сите 6 југословенски републики пропадна заедно со Југославија, но 7-та Југословенска република, тоа не е ваша измислица, вие само тоа го имате искористено и го имате имплементирано во одредена стратегија, дека 7-та Југословенска република, тоа е културата, тоа е музиката, тоа е спортот, ги има преживеено 6 Југословенски републики. Да. И дека на бранот на тоа Југословенство треба Србија да се врати на голема врата на просторот на поранешна Југославија. Вие сте идеологот на таа стратегија? Kada je reč o Sedmoj Republici, da pomenemo da je to autor jedan Hrvat Perković, ne Marko Perković Thompson, nego jedan drugi Perković, sad ne mogu da se setim imena, on je baš objavio knjigu koja se zove Sedma Republika, da je jugoslovenska kultura nadživala Jugoslaviju. Ja se s tim potpuno slažem i to je upravo ono što spaja Makedoniju i Srbiju. To je da su i jedni i drugi oblikovani kulturološki kao Jugosloveni. Znači, iako je makedonski jezik bliži bugarskom, to ne dovodimo u pitanje, nego što su makedonski i srpski, kultura je ta koja je važnija od jezika. I Erich Hobsbawm je govorio, koji je jedan od, naravno, vodećih historičara sveta, svih vremena, tako kažemo, on je govorio da jezik nije osnova za stvaranje identiteta, da su kultura i neki drugi segmenti mnogo
važni i upravo je ta jugoslovenska kultura nas, Srbi i Makedonce, veoma približila. I kada to, naravno, stopimo i uporedimo sa našom pravoslavnom verom, pa i jezičkom bliskošću i tako dalje, i taj život, u stvari, u Jugoslaviji, posebno u ovoj drugoj, nas je toliko približio da Srbi danas ne prave neku razliku u odnosu na Makedonce. Gospodine Raković, ako analizirаме сегашната српска политика, односно сегашната српска геополитика, и ако прифатиме тезата дека модерната дипломатија во светот се спроведува и се реализира преку вакцините, Да. Русија, Кина, а тука на Балканскиот полуостров тоа го прави Александар Вучич. Jeste. И дека преку политика на вакцинација, преку политика на поклонување на вакцини во Македонија, во Република Српска, во Босна и Херцеговина, во Хрватска не, меѓутоа во Црна Гора дел од вакцините исто завршува од Република Србија, дека всушност на микро ниво Вучич реализира геополитиката на Русија и на Кина. Ако Русија и Кина смета дека со помош на вакцините ќе треба да ја наметнат својата дипломатија, дека тоа веќе не се прави со мигови, со тенкови, со хеликоптери, тука се прави со вакцини, Александар Вучич тоа го прави со вакцини. I to je bio vrlo efektan potez. Која е крајната цел? Krajnji cilj je da se Srbija, Republika Srpska, Crna Gora i Makedonija približe jedno. Значи српскиот свет сега е Македонија? Ne, srpski svet se odnosi na Srbiju, Crnu Goru i Republiku Srpsku, a Makedonija je nama bratska država. Меѓутоа црногорците смета дека се црногорци, без разлика што падна Мило Ѓукановиќ. Имате тамо и дел на екипите кои се или дел на политичарите кои се во тој српски блок, меѓутоа се чувствуваат ко црногорски, например Небојша Медојевиќ. Тој гласаше за воведување на црногорскиот јазик. И вие вложивте многу пари, многу енергија, вие на крај бевте и персона нон грата прогласени. Да. Мислам дека еден од клучните причини за заострување на односите помеѓу Мило Ѓукановиќ и Александар Вучич е токму протерувањето ваше. Едното беше држаниот удар кој беше направен 2016, подоцна беше ваше до 2018. 2018 нам е забранен улаз, да. Персона нон грата сте прогласени. Така е, да. Пака сте мирољубив човек, меѓутоа ако ве прогласат некаде персона нон грата, тоа значи дека сте доста радикален ако во некоја држава ја прогласат. Што вие правевте од Црна Гора за да бидете прогласени за персона нон грата? Samo sam govorio ono što je istorijska istina i činjenice i pomogao sam, naravno, koliko je god bilo u mojoj moći, a mediji su mi bili otvoreni u Srbiji, pa i u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, da u stvari ta jedna progresivna ideja koja treba da približi Srbiju i Crnu Goru ponovo bude u glavnom toku. I ona je ušla u glavni tok. I to je zasmetalo Đukanovićevom režimu. Значи, вие сте били идеолог за српската политика кон Црна Гора, која е реализирана. На крај не ги остварувате своите цели. Го рушите Мило Ѓукановиќ, на власт доаѓа одредена структура за која веројатно не можете да дефинирате кој ви има прелажано. Кој ви има подметнато кукавичко јајце, бидејќи од страна ги гледам работите, тоа што Србија го правеше во однос на изборите минатата година у Црна Гора, тоа беше на агресија, на стратегија, пари, цела логистика беше ставена против Мило Ѓукановиќ. Ona je stavljena, ta logistika medijska i srpska diplomatija oko Srpske pravoslavne crkve stavljeni su u pogon zaštite Srpske crkve i srpskog naroda u Crnoj Gori. A Milo Đukanović je tu bio, naravno, protivnik koji je napao ove koje smo mi htjeli da štitimo i zato je izgubio. Pitali ste, naravno, kako se desilo da nam ta pobeda bude preoteta. Ви имавте победа и никој ја зема таа победа. Се формираше влада која е најмалку е просрпска влада. I očigledno da je do posljednjeg dana postojala strategija B, za koju mi nismo znali. I još uvek ne možemo da sklopimo kockice, ja ne mogu da sklopim, kockice kakva je bila ta strategija B i koju sve u njoj učestvovao. Учествува британците? Pa stranci svakako da, oni uglavnom... Дали британските служби учествува, бидејќи се говори дека Амфилохија Радовиќ, дел на структурата на Амфилохија Радовиќ, сегашната структура околу премиерот на Црна Гора, дека тоа се репрезенти на британските интереси на Балканскиот полуостров. Ti ljudi koji su sada oko premijera Krivokapića nisu učestvovali uopšte u promenama. Бидејќи советникот клучен на Кривокопиć се сметаше дека е главен британски играч, тој поднесе оставка пред некои 3 или 4 месеци. Неговиот главен политички советник. Ja mislim da je to prenaglašeno s obzirom da on nema kapacitet da bude glavni britanski igrač, nego je Britanija preko njega očigledno imala nameru nešto da probuši u tom sistemu koji je pravljen od strane srpskih političkih struktura u Crnoj Gori. Неркович, ете, во временски период вие сте на чекор да го изгубите Косово. Значи сте на чекор да го изгубите Косово и целата енергија Србија ја вложува во Црна Гора. Мислам дека тој временски период вие всушност Црна Гора сметавте дека треба да биде компензација за изгубено Косово.
Океј, вие можете да добиете нешто со тоа цртање на карти, бидејќи тоа веќе никој не го негира дека Хашим Тачи, Еди Рама и Александар Вучич имале седнато на маса и разговарале за одредени делови размена, територии, така натаму и така натаму, па дури дека дел од администрацијата на Доналд Трамп си има согласено на тоа креативно толкување, нели, или менување на границите, единствено Ангела Меркел има ставено вето и не дозволува промена на границите. Да, значи е влезено во процес на менување на границите, цртање на нови карти на Балканскиот полуостров, посебно кога станува збор за српското прашање во Косово. Kada je reč o srpskom pitanju u Crnoj Gori, izvesno je da je Trumpova administracija imala nameru da pusti Mila Đukanovića niz vodu. Dakle, to je nedvosmisleno sigurno tačno i time je bio lakši put za rušenje Mila Đukanovića. Da Amerikanci to nisu podržavali, Milo Đukanović bi možda upotrebio policiju i vojsku protiv srpskog naroda u Crnoj Gori. Ali američka ambasadorka je isto veče poslala e-mail svim zapadnim ambasadama u kojima je rekla da je DPS pao s vlasti, Đukanovićeva stranka, dakle da su izgubili izbore, i to je odmah svima bilo jasno naravno kako treba da se ponašaju, ali onda je se desilo to preotimanje pobede, odnosno revizija rezultata na neki način, tako da kažemo, ali na kraju sada su srpske političke strukture u Crnoj Gori počele da vraćaju malo situaciju na staro, jer su počeli da dobijaju funkcije i po dubini i po širini, da se pravi jedan novi sistem, uključujući donošenje tužilačkih zakona, koji će na kraju dovesti pred optuženičke klupe te lidere Đukanovićeve stranke i Đukanovićeve strukture. Два клана има тамо, Кавачкиот и овој Шкалјарски клан. И тоа е на некој начин репрезент, персонификација на Црна Гора во овие 30 години. Nažalost, tako je. Главните кланови криминални на Балканскиот Не само та полуостров. два, него и све и читава хоботница ДПС-а се смatra кланом. Да. Или више кланова уединjenih у еден. Тука се водеше една вистинска хајка, една вистинска харанга, посебно последните 2 месеци, дека тие кланови во Црна Гора, посебно Кавачкиот клан кој е под контрола на АНБ, Агенцијата за национална безбедност на Црна Гора, Мило Ѓукановиќ, екипата на Мило Ѓукановиќ од ДПС, дека подготвуваат атентат врз Александар Вучич. Може беше пренагласено. Александар Вучич, Александар Вулин, министерот за внатрешни работи, во неколку своји интервјуа говореа дека е изнесено оружје од полицијата, од магазините на полиција, дека е пушко митралес, некој станал збор, дека е пушко митралес со кој може блиндиран автомобил, како велеше Александар Вучич во интервјуто на прва српска телевизија. Со обична пушка ништо не би направиле на мојот автомобил кој е поклон од овој што е Белград на вода, Арапот кој инвестира Белград на вода, меѓутоа со тој пушко митралес би го направиле сол мојот автомобил. Дали Црна Гора во еден временски период, за да се спаси режимот на Мило Ѓукановиќ, криминалниот клан на Мило Ѓукановиќ, влезе во процес на екзекуција, на елиминација или атентат врз Александар Вучич? Ja to ne znam, ja sam to čuo na televiziji, dakle to nije polje moje kompetencije. Moje kompetencije, ali verujem onim stručnim službama koji su o tome takođe pisali i govorili u javnosti da tu nešto ima. Како би го дефинирале кланот на Мило Ѓукановиќ? Колку пари врти, со колку пари располага? Вие сте се бореле со него, знаете. Да. Вие сте биле прогласени персона нон грата. Прва жртва паднате во борба со тој криминален клан. Da. On ima neslučajno visoke pare, čak je i u onim Forbesovim listama bio među najbogatijim ljudima sveta. Naravno, ali to pokazuje se da i takvi ljudi kao što Milo Đukanović nemaju šansu protiv sopstvenog naroda koji ga više ne želi. I da je jedan taj njegov sistem koji je postavio, koji je bio sistem hobotnice koji je delovao u Crnoj Gori, vrlo rovit i da je on uprkos svom tom bogatstvu i čitavom tom njegovom korumpiranom sistemu i paramilitarnim i svakim drugim formacijama u stvari bio nemoćan da se suprotstavi slobodnom narodu koji rešio da ostvari svoju slobodu. Crna Gora je dел на српскиот свет. Jeste. И вие се залагате за обединување со Црна Гора. Apsolutno. Црна Гора е членка на НАТО. Kakve to veze ima? Може ли две држави, од која едната членка на НАТО, а втората не сека ни да помисли да биде членка на НАТО, бидејќи е бомбардирана, исто и Црна Гора била бомбардирана, меѓутоа сега членка на НАТО. Србија прогласи воена неутралност. Србија сака да влезе во Европската унија, меѓутоа не сака да влезе во НАТО. Мислам дека и русите тоа го барат од вас. Како е возможно да бидете српски свет, две држави, од која едната членка на НАТО, а втората не е членка на НАТО? Može, zato što postoje ti asimetrični sistemi objedinjavanja, tako da je to sasvim moguće. Znači, вие на мала врата би влегле во НАТО преку Црна Гора? Ne, nego bismo jednostavno prihvatili te međunarodne sporazume koji postoje od ranije. Како Југославија во времето на Тито. Не беше членка на НАТО, меѓутоа преку Балканскиот пакт со Турција и со Грција, со седиште во Струмица, де факто Југославија Титова беше членка на НАТО.
De facto da, ali ovo je jedna drugačija situacija gde srpski narod naravno ima svoj nacionalni interes koji treba da se iskazuje i u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori, a naš nacionalni srpski interes takođe ne mora da se kosi sa ruskim interesom ili zapadnim interesom. Treba naći mogućnost da se uspostavi neki minimum kompromisa. Dakle, Srbija ima svoj interes u Crnoj Gori. I prvi put možemo da govorimo da Srbija ima interes u Crnoj Gori. До сега молчавте. Мило Џукановиќ го обвинуваше. Да. Мило Џукановиќ, Још Мило Џукановиќ како председател на државата вели дека всушност политиката и стратегијата на Србија и на Белград значи повампирување на српскиот национализам. On je bio srpski nacionalista. Milo Đukanović je potekao kao srpski nacionalista. To je njegova prva faza. Како успева да ви купат луѓето? Вие кога говорите, сите биле српски националисти и на крај сите се вртат против Србија. Каде греши Србија? Или те не биле српски националисти, или успеваат некои да ви купат луѓето? Не, to su ljudi koji su kao plastelin, znate. Kao plastelin, može da ih oblikuje neko. А може и вие сте инвестирали погрешни луѓе? Може српската политика се потпира на погрешни луѓе? Sigurno da je u Miloševićevo vreme bilo ljudi koji su bili pogrešni. Naravno, oni su bili njegov izbor. Đukanović je bio Miloševićev izbor. Да, и време на Александар Вучич сте инвестирали вие. ВМРО ДПМН имате инвестирано. Вие стоите за ВМРО ДПМН се допадот на Никола Груевски. И то не може да го негира никој. Ја сам никој. био симпатизер политике Николе Груевскog. Да, сите вие инвестиравте. Да. И Србија е вклучена директно или индиректно во настаните на 27 април кои се случат во македонскиот парламент. Горан Живалевиќ е снимен во македонскиот парламент. Иван Стојликовиќ, Мирослав Лазански е тогаш во Република Македонија, сега амбасадор на Република Србија во Москва. Вие сте дел на таа екипа. Значи Србија, ако не директно, е индиректно вклучена во настаните на 27 април 2017 година. И вие помагавте владата Никола Груевски. Колку инвестиравте во владата на Никола Груевски? Pa ja to ne znam zaista da li iko investirao u Nikolu Gruevskog, ali da smo neku svoju ličnu energiju i stručnu energiju usmeravali da podržimo VMRO DPMN, ja jesam lično i priznajem to. I zato što sam bio simpatizer, znate, meni se jako dopadalo što je Nikola Gruevski počeo da zaokreće VMRO još ranije, pre nego što se on okrenuo direktno ka Beogradu. On ga je okretao VMRO DPMN od pro-bugarske politike ka pro-jugoslovenskoj. Могу сметате тоа за предност на Никола Груевски? Дали сте му благодарни како Белград, како Србија, како официјална српска политика, што Никола Груевски е трна ВМРО ДПМН од преградките на Софија? Дали тоа никогаш нема да му го заборавите Никола Груевски? Da, to je njegovo vrlo dobro delo. I ne možemo da zaboravimo onaj veliki miting VMRO DPMN-a, najveći, koji je održan u Makedoniji sa desetinama srpskih zastava u prvim redovima. Dakle, Nikola Gruevski je tada nama pružio neku poruku. Koja je poruka? Pa to je poruka da želi da bude u dobrim i bratskim odnosima sa Beogradom. Драган Делаверски, после судските процеси во Република Македонија, доби политички азил и е во Белград. Сте размислувале некогаш да му дадете политички азил на Никола Груевски? Pa valjda je prešao preko Srbije u tom momentu kad je pobegao u Mađarsku. Не, дали сте размислувале? To ja ne znam. Ако сте идеолог, нели, на таа? To ne znam. Вие сте дел идеолог. Иако вака изгледате, нели, миролюбиво, вие сте идеолог на таа голема српска политика, српски свет. Наслонување на српската политика на митот на Југославија. Белград да не биде доживон и прецепиран ко главен град на Србија, туку да биде прецепиран ко главен град на поранешна Југославија. И таа седма Југословенска република, велите дека има профилирано ко стратегија еден Хрват, да и идејата за јужнословенството го има профилирано еден Хрват. А подосна Караđorđević доаѓа те права државата. Dobro, to što je Ante Perković napisao, Ante Perković se zove, Sedma republika, to je dakle njegovo viđenje bez ikakvih potreba da se integriše taj prostor. To je njegovo mišljenje. Ja mislim da prosto treba da se integriše i da ove 4 republike, Srbija, Republika Srpska, Crna Gora i Makedonija mogu zajedno. To je 60% Jugoslavije. A Jugoslavija je bila, vi se dobro sećate tog vremena, jedna od političkih prestonica sveta. Beograd je bio jedna od političkih prestonica i kulturnih. Gospodin Ratković, се гледа ли Вучич како нов Тито? Не, никако. Па не, ова со вакцините, мислам дека е дел на таа стратегија. Како што Тито делеше мандарини од Ванга, така Вучич дели вакцини по земите на поранешна Југославија. To je samo jedna pametna politika i svest da se mi svi, Srbi i Makedonci, nalazimo na prostoru između istoka i zapada i da moramo da igramo nekako tu igru između dve strane. I tu se, naravno, Vučić pokazuje sličan Titu, ali samo u tom segmentu, kao što je Tito vodio politiku nesvrstanih, tako i Vučić vodi svoju politiku dobrih odnosa sa svima, a posebno sa našim susedima i našom braćom. Makedonci su naše braće. Не, многу ви е подлавок, многу перфидна таа стратегија. Морам да признам со вакцините. Вие тоа... Zašto perfidna? Па,
Перфидна од аспект на српска политика. A zašto? Zato nije lepo, zar nije pomogao Makedoniji, Makedoncima? Со помош на вакцините или со помош на невакцините, Путин и Кина покажа дека е нефункционална Европската унија и сега никој во Европската унија не е среќен што живее тамо. Rusi su pomagali u vreme COVID-a, u Italiji su... Да, не русите, руското министерство за одбрана. Русите не пратија министерство за здравство, пратија министерство за одбрана и прв пат министерство за одбрана на Русија стапна на територија на земја членка на НАТО и тоа беше многу двосмислена порака која пратија Русите. И sa srpskom zastavom, u onom konvoju je bila i jedna srpska zastava. Имаше српска и кубанска, да. Имаше и кубанска. И всушност и то на дан кад je počelo NATO bombardovanje Србија со помош на ковидот. Значи со помош на ковидот, фрлене на ноги Европската унија. Русите со помош на вакцините и кинезите покажа дека Европската унија е неспособна, нефункционална да набави вакцини, ама истото тоа го прави Вучич со балканските држави. Добро. Давајќи вакцини на Босна, на Македонија, на Црна Гора, Вучич сака да покаже дека ние не можеме сами да се справиме и дека мора да се вратиме во прегратките на Белград. Тоа е перфидноста на таа стратегија. А зашто перфидно? Па тоа што го прави Путин и Кина, сакајки да ја спроведат својата геополитика. Ние сме суверени независни држави. Видите, се распадна, сме имале референдум, вие сакате да вратите времето назад. Па ваш референдум е спорен. Од кој аспект спорен? Па спорен, што питање на референдуму nije bilo jasno. Je tako? Да. Питање je bilo da li Makedonija treba da bude suverena država, но не во скратена. Како? Но не во скратена. Да, јесте. Туку во целовита Југославија. Во некое ново уредување. Значи референдумското прашање без Словенија и Хрватска не важи. Иако вие сите у Белград, ма вие сите у Белград видите тоа е некараден. Ali Југославија постои до 92. и после оцеплjenja Словенија и Хрватски. Да, вие и нудите на таа Југославија, Али Иzetbegović да биде председател на таа Југославија. И тоа во мемоарите на дел од учесниците на тие разговори јасно кажано дека Слободан Милошевиќ му нуди на Али Иzetbegović да биде прв председател на поранешна Југославија, односно на таа скратена Југославија. Да, скратена Југославија. Скраćena Југославија. A Kiro Gligorov je pitao Milošević da li možemo da se vratimo u Jugoslaviju. Koga? Pitao je Milošević. I Milošević mu rekao možete. To je 92. 92. Да. Добре, имате, зашто го слушам веќе неколку пати од вас. Имате информации или на база на одредени шпекулации кои кажат дека... Имаме информације, чињеница, да. Апсолутно. Од каде? Од пред неколку година. Од каде ги имате тие информации? Од пред неколку година. Не од када. Од кого ги имате тие информации? Кои се тие се некои белешки, некои стенови? To sam video, to sam čuo od ovog Trajkovića Miloševićevog prvog savjetnika. On je bio na sastanku kad je Gligorov pitao Miloševića to. Значи 92 година. 92. godine je to pitao, da. Odmah posle referenduma je pitao ako nam krene loše, možemo li da se vratimo u Jugoslaviju, Milošević mu rekao može. Като споне Раковиќ, Србија, односно Белград, се коширана на две карти. Кој збор за Република Македонија. Стравот од албанците и стравот од бугарите. Стравот дека албанците ќе станат мнозинство, или дека албанците со помош на Косово или со помош на Албанија ќе можат да ја прегазат малата Македонија. И второто дека бугарите ќе играат на картата на поделба на Македонија на албански на бугарски дел. Што не могу никако да остваре. Да, ма тоа беше стратегија која 70 години се реализираше во Република Македонија. И дека единствена природна заштита за да не биде реализирана таква стратегија била Србија и дека бил Белград. Јасно. Се чувствувате ли како победници во однос на Бугарија кога станува збор за македонското прашање? Веќе српската политика беше следна. Ако не можеме да ги србизираме, тогаш барем да не се бугаризират македонците. Да, mi nismo ni imali nameru da srbiziramo Makedonce. Dakle, to je jedna epizoda u našoj istoriji koja je bila pogrešna u vreme Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije. To je bila pogrešna epizoda. Ja bih se uvek pozivao na ono iz 19. veka, da srpstvo i makedonizam mogu da idu zajedno ruku pod ruku. I to je sada ova priča. Dakle, srpstvo i makedonizam mogu zajedno ruku pod ruku. Niko vama ne želi da nametne da budete Srbi, ali se pokazalo kroz istoriju da mi možemo zajedno. Dakle, možemo zajedno, a bugarizam i makedonizam ne mogu zajedno. Oni se kose. Bugari ne dozvoljavaju da makedonizam egzistira uz bugarizam. Каде крахира бугарите? Каде крахираше бугарската стратегија? Бидејќи бугарите во моментот се однесуваат како да го имат клучот на Балканот и тие отклучат вратата кој може, кој не може да влезе во Европската унија. Прито Каракачанов, Захариева и дел на бугарската поранешна влада не се заканува само за Македонија. Туку и се заканува и на Србија, посебно поради некои настани во Сурдулица, во тој јужен дел на Србија и така. Босилеград, Димитровград. Значи дека бугарската политика смета дека од нив зависи
Ne samo Makedonija, tuku da li i Srbija ke vlezi u Evropska Ali njihova pitanje je da li ćemo i mi ikad ući u Evropsku uniju. To čeka nas put od 20 godina. Bugarska politika se pokazala nekompetentna i u Srbiji i u Makedoniji. Da, ми тоа гледате дел од бугарските играчи. Ви во владата на Александар Вучич. Биле дел во агенцијата за разузнавање или како се нарекува во Република Србија. То се браќата Тончеви. Тие се обвинувања од Милован Дрецун дека се Питање е како се изјашњаваат, се изјашњаваат како Срби. Се изнесот ко Србија. Да, меѓутоа Милован Дрецун на пример кој е дел, кој е прв човек на оној комитет во парламентот за Косово и Метохија, како што го нарекувате, има директно обвинување за браќата Тончев дека се експоненти на голема бугарската политика во Јужна Србија. Па не знам каква има информација, али они се изјашњаваат како Срби. Ако не се лажам, имаше еден професор на факултетот за политички науки, ако не се лажам, кој имаше свој настап кај што реагираше официјално Софија, кај што мораше Белград да се оградува дека тоа е личен став на тој професор. Тоа беше пред 3 месеци. Пазите, бугарска политика, пошто сам се ја бавио њом, посебно со овие книзи религијски интервенционизам, она е се показала као лоша. И у Боселеграду, где су они уствари највише гаđали тај простор, kako bi suzili taj dodir Srbije sa Makedonijom, tu su doživjeli kolaps svoje ideje, a u Dimitrogod da ne govorim, gde se čak i izjašnjavaju većinom kao Srbi, a ne kao Bugari. Dobro, a koja je po vas suštiната на бугарската политика? Ja to ne razumem. Zašto žalat сега бугарите, знаете, видите, вие денес 2021 година, да жалите за Сан Стефански мировен договор, тоа можат одредени романтичари, тоа можат историчари, но тоа официјална политика. Да жали за еден таков пропуштен период, една пропуштена шанса, тоа се во денешна Европа, кај што Бугарија всушност ги контаминира европските вредности. Вие да барате одредена држава да стане членка или да ги почне преговорите со Европската унија, да се откажи на дел од својот идентитет, да прифати дека има заедничка историја со Бугарија, и да ја споделува таа заедничка историја со Бугарија. Тоа не е само капитулација, тоа е едно понижување на еден народ со искршена кичма и така. Како вие би дефинирали? Која е суштината на таа бугарска политика? Ја не видим јасен цель бугарске политики, а самим тим они немају ни тактику, ни стратегија. Кој стои според вас за таа бугарска политика? Dakle, ne znam, oni su toliko grešaka napravili. Mi si dozvolila li, вие сте учествували у Црна Гора, сте били персона нон града, па Србија влезе подосна со цела енергија, со цела сила во Црна Гора. Не може Србија да влезе сама, ако не добие зелено светло. Се извинувам, то се Од кога зелено светло? Па од некого. Па укрстили su se интереси Запада, Србије и Русије. Во Црна Гора. Мислам дека од Русија сте добиле. Дека се добиле Па не, Србија е суверена земја, ми водимо своју политику. Добро, Србија е у великом налету и српство е у великом налету. Не е спорно. Вие чекавте да го поминете кризниот период, кај што имавте кризен период војни 90-тите години и така натаму и така, распад на Југославија, кај што ја најмногу бевте погодени тој распад на Југославија. Па атентат врз премиер, па една политичка нестабилност, се враќате во кондиција. Тако е. Вие се враќате економски, се враќате политички, и сега сметате дека се дојдени вашите 5 минути, таа ваша сила и кондиција да ја искористите за реализација на стратегијата Српски свет со триаголникот Бања Лука, Подгорица, а вие велите и Македонија да биде влезена во таа стратегија. Па она да буде у некој вези со овие 3 српске држави, зашто да не? Очувате ли владиката Јован Врнишковски тука? Ту е, да, видел сам го пред месец дана. Како е со здравје? Па добро, бори се. Има проблеми, колку што можеме да слушнеме. Да, али бори се. Во Македонија. Да. Вие сте дел на тоа црковно милје. Секој сте важеле. И кога ве канат новија антивладени или проамерикански, прозападни телевизии, ве канат да говорите на погреб или не знам кој ќе умри патриарх и така натаму. Значи, јас во Македонија секој сум ве доживел вас како продолжена рака на црковната политика, на црковната геостратегија на Српската православна црква. Зошто СПС не ја призна Македонската црква? Због тога што Македонска црква треба прво да се врати у канонски поредак. Dakle, siguran sam da bi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi bila većina, postojala bi većina. Mislite? Siguran sam. Ako bi se Makedonska pravoslavna crkva prvo izmirila sa ovom jerarhijom koju predvodi arhijepiskop Jovan. Prvo, te dve makedonske jerarhije da se... Gospodine Raković, to je prosto nevozможно. Ja mislim da je moguće. To je prosto nevozможно. Знаете, тоа е исто, како вие да кажете,
комунистичкото движење или не знам, да бара, тоа е просто невозможно. Во православието секоја држава која е независна, кај што велите македонската нација е настаната по еден природен пат врз база на тоа е направена држава. Ко доводи тоа у питање? Тоа не го носи. Меѓутоа, секоја држава Добро. си има своја православна црква. Тоа е суштината на Јас се плашам. Па Македонска православна црква постои. Да, само е тренутно у канонском расколу. Да, ма што не признаете? Па због тога што она мора да се врати у канонски поредак. Па и да се онда покрене процедура за канонско Српската признање. православна црква, таа своја независност ја плати со многу злато. Како што ја платија бугарите со помош на Сталин, извршеното притисок врз Вселенската патриаршија. Тоа су флоскуле, пазите. Не су флоскуле, платено е во злато. Сад ќе вам речи зашто Вселенската патриаршија. Чекајте. Ајде. Тоа е процедура. Као што ви одете на неки говоримо нама као обичним луѓима. Да ви се добили неки документ, ви морате да одете на шалтер и да га платите, ал тако? Било где, у пошти, у банци и тако далje или у општини. Dakle, kada se jedna velika crkva ili bilo koja crkva odriče kanonskih teritorija, ona se odriče i prihoda sa kanonskih teritorija. Znači, Carigradska patrijaršija se odriče i prihoda sa kanonskih teritorija i zahteva izvesnu kompenzaciju. To je to. To je procedura. И вие знаеме дека Српската православна црква го говори тоа што дел од српското политичко милје го мисли. Би тоа не смее да го каже. Бидејќи уште 96 година се признаени тогашна СР Југославија и Република Македонија. Се признати под уставното име. И подоцна на секоја стани падни ситуација и пред признавањето на Косово од страна на Република Македонија и Вук Драшковиќ и другите министри за надворешни работи, за да ни напакостат нас или да покажат одредена форма на фрустрација, не нарекува поранешна Југословенска Република Македонија. Да. И тие односи помеѓу Македонија и Србија се секојаш амбивалентни, морам да признам. Српската православна црква не прави проблеми бидејќи само таа сака. Реализира дел на големо српската стратегија да остани одреден линк со кој ќе може под контрола да се држи Република Македонија. Не, сигурно не. Dakle, nama bi pao veliki teret sa leđa kada bi se rešilo makedonsko crkveno pitanje. А што правите да се реши? A šta pravi makedonska jerarhija da se reši? Бидејќи имаш Da li je arhijepiskop Stefan u poslednje vreme nekog tražio da se razgovara? Македонската црква побара од бугарската црква да биде црква мајка. И ништо. Имаш одредена најава дека Вселенската патриjaršија ќе го примени истиот модел како што се примени во однос на украинската православна. Neće se upustiti u tu nepotrebnu avanturu. Не, јас мислам Oni su videli da je Kijev bio njihova vrlo loša i nepotrebna avantura. Не, јас мислам дека нема сега да се направат, бидејќи сега треба да инвестирате во Српската православна црква, бидејќи ако Александар Вучич седнал да црта карти со Хашим Тачи и со Еди Рама, тоа значи де факто признавање дека еден поголем дел на Косово нема веќе да биде составен дел на Србија. И дека Србија ќе бара одредена компензација. Значи, вие ако говорите, немајте, значи, може да мислите дека Косово е дел на Србија, меѓутоа вие ако говорите за триаголникот на српскиот свет, вие не велите за четириаголник. Вие не говорите Приштина, Подгорица, Бања Лука. Чекайте, Приштина е sastavni deo Republike Srbije. А каде е војската? Па нема везе, тоа е окупирана територија. Она јужната граница кон Македонија. Тоа е окупирана територија. А кој ја окупираше? Говорите о Косовско-метохиском? Да. Окупирале су је УЧК и НАТО снаги. Кога некој ќе ви окупира територија, што правите? Чекамо поvoljnu priliku da se to pitanje na pravičan način reši. A to ne mora da bude skoro. На правичен начин, значи со војни средства? На правичан начин, на сваки демократски начин, uključujući i vojna Кога војните средства биле демократски начин? Па како ние, ако хочете да повредите суверенитет над својом земљом, зар nije и то демократски начин? Пред неколку дена Александар Вучич вели Косово издвоја само 100 милиона евра за своето наоружање или за своето вооружување, Србија издвојува 2 милиарди, дека ние, односно србите се супериорни. Тако е. Србија инвестира многу во војни средства и војна опрема, дури дел на хрватските генерали во своите колумни, анализи, телевизиски настапи била дека Србија е војно доминантна сила на просторот на поранешна Југославија. Хвала Богу. А зошто фала Богу? Со кој ќе војувате во 21 век? Па због тога што сме имали врло лоше искуства током 90-ти години. Не мислите дека бидејќи сте биле војно инфериорни, за тоа сте имале проблеми? Па јас мислам дека бие проблеми авте бидејќи ја употребувавте војската тамо кај што треба и тамо кај што не треба. Mi smo branili suverenitet Jugoslavije. Dakle, Beograd brani suverenitet Jugoslavije, zemlje koju je stvorio. Gospodine Raković, ko govorite za Jugoslavija, mislite na golema Srbija, така? Ne, ja govorim za ono vreme da je Beograd branio 91. 92. suverenitet Jugoslavije. 1934 година, историското ВМРО, пукаво символот
на таа Југославија, Така е. на династијата Караѓорđević, а вие го поддржувате ВМРО до 2017 година. A to je neki sasvim drugi VMRO. I pritom je i ranije VMRO, ovo egejsko krilo bilo projugoslovensko, a ne probugarsko. Кој е Egejsko krilo, da. VMRO-a, čak To i u ne. ono starije vreme. Никогаш Pre немало. proterivanja. Pre proterivanja. Никогаш немало егејско крило. Таму Било- било било. комунистичка партија. Ne, Tamo je bila komunistička partija. Bilo je i u egejsko krilo VMRO-a koje je podržavalo projugoslovensku ideju. За кое крило мислите? Можеме ли да дефинираме? Ne mogu sad konkretno da vam kažem, ali to sam video u knjigama svojih kolega. Овие non-paper Da. документи го се. Еден non-paper е на Јанша, еден non-paper е на весникот Коха. Александар Вучич дава одреден изјава дека се сомнева дека некоја паметна жена, многу попаметна од него, тоа е негова изјава, стои за тој non-paper. Што по вас, во какви води се влегува со non-paperите кои стана мода на Балканскиот полуостров? Pa moda su zbog toga što je taj prvi non-paper procurio u javnost, ali pitanje je koliko su ovi drugi non-paperi uopšte autentični. Taj prvi je izvesno autentičan i Slovenci su imali nameru da opipavaju teren javnosti, posebno zapadne, kako će reagovati na to, na taj njihov predlog da se Bosna i Hercegovina razdruži i da dođe do stvaranja Ujedinjenih država koje čine velike nacije na Balkanu, veće nacije na Balkanu. Мислите дека Јанес Јанша има капацитет да излези да понуди non-paper, малата Словенија со 1,9 милиони Pa namerno жители? je tako testirana javnost. Pa ne očekujete valjda da Nemačka izađe s tim ili Francuska. Затоа ја прашам, кој според вас стои за тој non-paper? Дали стојат германците, германската политика, дали стои Франција? Кој Не би знам. стоел за тој non-paper? Еве, има два non-papera. Едниот е на Јанес Јанша, вториот е на весникот Коха. Вучич вели кога веќе излезе првиот non-paper, требаше да се претпостави дека ќе излезе и втор non-paper. Da. Излезе и вториот non. Така е. Кој според вас би стоел? Александар Вучич после средбата со Емануел Макрон кажа две работи што се за мене многу сигнификантни. Дека Емануел Макрон е првиот политичар кој има креативни решенија и размислувања за решавање на косовското прашање. Што вие би дефинирале креативно? Би се согласили со промена на границите? Pa mislim da je generalno rešenje balkanskih pitanja ili postjugoslovenskih treba da bude promena granica ili pravično povlačenje granica na Balkanu. A kada je reč o tome ko je kreator ovog non-papera, to je sigurno neka struktura u nekoj od velikih evropskih zemalja. Ja ne mogu da lociram, nemam dovoljno informacije, ali svakako da su samo ovaj megafon bili slovenački državnici i političari. Западниот дел на Македонија според non-paperот на Јанес Јанша требаше да заврши во Албанија. Александар Вучич последните неколку недели, да не речам последните неколку месеци, веќе не говори за преговори околу Косово, туку за преговори на србите на албанците, што е една сосема поинаква On, лексика, сосема поинаков политички вокабулар, каде што србите и албанците ќе се договараат, значи за интегрално решавање на српското, ја така го разбирам, и интегрално решавање на албанското прашање. Тоа значи етно баланс кој треба на поинакви основи да биде воспоставен на Балканскиот полуостров. Srpsko-albansko pitanje treba rešavati od Ulcinja do Preševa u jednom paketu. To je moje mišljenje. Ja vam to govorim kao istoričar. И как добро, вие не сте само историчар, вие имате влијание. Добро. Вие сте значи автор на таа стратегија Српски свет. Moje mišljenje je da srpsko-albansko pitanje treba rešavati u paketu od Ulcinja do Preševa. Како би го решале? Dogovorom o kompenzaciji granica. Значи со размена територии. Može to da se napravi na vrlo pravičan način i da Kosovo i Metohija ostanu sastavni deo Srbije. Добрица Чосич, непознат српски писател, многу мина го нарекол татко на српската нација, велеше дека треба да се почитува две права на Косово. Биолошкото право на албанците и историското право на србите. Tako je. Тоа значи поделба на Косово. Мал дел кој би завршил во Србија и еден голем дел кој би била независна косовска држава. On nije dovoljno proučavao kosovsko-metohijsko pitanje. Ако не ви одговара, не им поручувано. Ако ви одговара, тогаш е идеолог, патриарх и така натаму на српската нација, татко на српската нација. I bilo je kod njega i nekih drugih rešenja da se srpsko-crkveno pitanje reši kao svetogorsko pitanje u Grčkoj, ali to je apsolutno nemoguće. Dakle, on je toliko dobro, ja naravno vrlo poštujem Dobriću Ćosića, ali kod tih njegovih predloga za rešenje kosovsko-metohijskog pitanja bilo je puno greška. Добро, Стојан Раковиќ, теоретски. Ако Косово стане независна држава, како ќе го спречите Косово да формира Косовска православна црква? Вие не може да ги земите манастирите и да ги преселите во Врање, или во Ниш, или во Крагуевац. Главните српски манастири остануваат таму. A kako bi to moglo da postane kosovsko? Како што главните
како што главните руски манастири се во Киев, односно во Украина. A ko bi mogao da preuzme naše crkve i manastire na Kosovu i Metohiji? Не, тие се тамо. Ko bi mogao da napravi takozvanu Kosovsku Вие треба во pravoslavnu? моментот да побарате дозвола, да ви се даде дозвола од Косово, од косовските власти, за да може да ги посетите црквите тамо. Така што сега работите. Pa to je okupirana teritorija. Да, значи, вие барате дозвола и тие ве даат таа дозвола. И тоа е ефективна, легитимна власт. Jeste. Вие имавте To je, индиректно to je okupaciona vlast koja je faktička. Може ли една иста држава да има амбасади, две амбасади во една иста друга држава, например во Израел или на некој друго место во светот? Еве и Приштина и вие имате подпишано договор дека ќе ја префрлите вашата амбасада во Израел од Тел Авив во Ерусалим. И тоа беше во валната соба со поранешниот претседател Доналд Трамп. Можно ли е во исто време представници на двете држави во преговори со најголемата суперсила во светот да потпишат договор, билатерален едните, билатерален другите, дека своите амбасади ќе ги префрлат во Ерусалим? Може ли една држава да има две амбасади во Ерусалим? To je zatečeno stanje iz 90. godina, posebno iz 99. godine, ali kada je reč o većini zemalja u svetu, one ne priznaju. Čak povlače priznanje takozvanog Kosova, prema tome to je jedna nova situacija s kojom će Albanci biti suočeni kada prođe ovaj moratorijum koji je Srbiji ispostavljan da ne poteže pitanje povlačenja priznanja takozvanog Kosova. Dakle, za godinu, dve počeće još neke zemlje da povlače priznanje Kosova. Господин Нековиќ, ако Израел се нарекува носач на авиони на американците на Блискиот исток, Da. дали е Србија носач на руски и на кинески авиони на Балканскиот полуостров? Sigurno nije. Srbija je prijatelj i Rusije i Kine, ali takođe teže da bude prijatelj Zapada i nema potrebu da bude ničiji nosač aviona, ali ima potrebu da gradi svoju bezbednost i da gradi bezbednost Republike Srpske i srpskog naroda u Crnoj Gori i srpskog naroda gde god da živi. Како ја доживувате вие Република Српска? Kao našu teritoriju. To je Како deo... ваша територија? To je naša teritorija, Тоа е srpskog naroda. мешање во внатрешни Ма, работи како не на може? суверена држава. Вие не ја третирате Босна и Херцеговина како Ja govorim членка o на sebi. Обединетите нации, како суверена, независна држава. Pa dobro, ali Izetbegović Jugoslaviju tretirao tako. On je razbio tu zemlju. Dakle, Jugoslavija je redovno Значи, ако stanje. Али Izetbegović ја растури Југославија, имате право да растурите Босна и Херцеговина? Ne, čekajte, ovako, dakle, šta bih ja rekao kao svoje mišljenje. Stanje iz 1918. je koliko toliko redovno stanje. I mi treba da povratimo koliko toliko redovno stanje. A to su makar ove četiri republike ili tri. Тоа се многу опасни тези. A zašto? Па видите, вие всушност одите против одредени, вие сметате дека суверени држави, без да ги прашате. Jugoslavija je bila suverena država. Да, до тамо е направена дисолуција и Бадентеровата комисија. Земја се у крви распала. Бадентеровата комисија вели дека шесте Молим вас. оснивачи, Molim vas. се што оснивачи на таа држава имале право на дисолуција, на раздвојување, на Kakvih 600 раздружување. osnivača? Pa to je politička odluka. Pa, mislim, znate kako je 1918. stvorena Jugoslavija? Kakvih 6 republika? Гледате зашо ви дадоа, зашо ја прогласи персона нон грата. нема везе. Вие се мешате во внатрешни односи на суверена држава. Не. И Црна Ја Гора само веројатно говорим- имаше право да ви да. Затоа велам, вака изгледате толку мирољубиво. А всушност таа ваша идеологија е толку опасна, толку хегемонистичка, да. Па не, тоа е миротворна. Вие Тоа е сте миротворна носител, идеја. вие сте носител на тој српски хегемонизам Не. на Балкан, од кој сите се плашат генерално. To je mirotvorna ideja koja bi trebalo da omogući jedan trajniji mir na Balkanu. To je mirotvorna ideja. Pravično povlačenje granica koje će omogućiti da Srbi budu ujedinjeni, da Hrvati budu... Значи вие го поддржувате на он пейпер од Ненес Јанша. Сметате дека тој Не, тоа е дава само основа, интересантно. тој дава основа за решение на To je interesantno Balkanske za probleme. razmišljanje. Nije sve što je tamo napisano dobro po srpske nacionalne interese, ali je interesantna polazna tačka da bi o tome moglo da se promisli i razgovara, da se nađe pravično rešenje. Господине Раковиќ, 2 или 3 интервјуа до сега име снимано и никош не сум ја прашал. Го познавате вие Никола Груевски? Da, upoznao sam ga 97. u Engleskoj. Bili smo zajedno i u Glazgovu i vratili smo se u Beograd zajedno iz Londona. 97 година. Da. Саме Ili 98. Pa ne mogu da se setim. Саме Никола Груевски во Велика Британија или има други Bio je представници? Mile Janakijevski s njim. Неговата Bili smo- десна рака. Pa da, Министар tad- за транспорт. Tad и smo u врски. Glazgovu bili zajedno. Oni su bili mlađi kao i ja i bili smo u jednom hostelu. Znači čak smo spavali u hostelu, dakle ne u hotelu. Многумина смета дека Бриго Аспарухов, генерал Бриго Аспарухов, представникот на МИ-6 во Бугарија, а во Бугарија е Мултигруп компанијата, каде што е
Никола Груевски е вработен, тој е Балканска банка, Красимир Каракачанов во неколку наврати тоа на Фејсбук го пишува. Кој го носи според вас Никола Груевски во Британија? Многумина смета дека Никола Груевски е британски играч во Република Македонија. Па јас сам стекол такав утисак. Дека Никола Груевски е Да, британски. јас сам стекол такав утисак, али они на мене и тада kada smo se družili nekoliko dana u Britaniji i kada smo se vraćali ostavio pozitivan utisak, znate, i bila mi je čak simpatična ta njegova priča o antičkim Makedoncima, iako naravno u to uopšte nisam mogao da poverujem, ali Уште 97 година apsolutno. за античка Ne, Македонија. on je potpuno bio opčinjen time. I zato ja razumem taj vaše Skoplje u ovom novom izgledu. Kako se zove projekat Скопје Skoplje? 2014. Zato ja to razumem, jer on to meni pričao 97. godine. 97 година. Знаете, Апсолутно. во Македонија постои веројатно погрешно мислење дека Ѓорги Иванов, поранешниот председател, е идеологот на таа стратегија Скопје. Kako? Значи Pa on je Никола bio Груевски уште potpuno- 97-90. Da, on je bio obuzet time i stalno mi je govorio da ja nisam u pravu s tim viđenjima da antička istorija Makedonije pripada Grcima. Naravno, to je moj stav i ona pripada Grcima, ali on s time nije mogao da se složi. To nije mogao da Значи уште prihvati. 97 година Никола Груевски бил антички. Apsolutno, mi smo na letu od Londona do Beograda 2,5 sata pričali samo o tome i on je pokušao da me ubedi, a on nije mogao da me ubedi. Ali razumem sve to što je on uradio. Na kraju to je imalo jednu pozitivnu stranu za srpsko-makedonske odnose. On je Makedonce na taj način dalje od Bugara. Да, тоа постојано му го признавате. Значи нема прилика тоа да не го истакнете. Да. Толку ли ви беше важно и битно некој македонец, посебно лидер на ВМРО, да ја одвои таа партија од Бугарија? Вие мислите дека преголемо било влијанието на Бугарија врз историското ВМРО и дека се јавил некој лидер на модерното ВМРО кој е одвоил Бугарија од кој одвоил ВМРО од Бугарија? U vreme Ljupča Georgijevskog on je želeo da Makedonija bude bugarski satelit. Na kraju je završio u Blagoevgradu kao odbornik bugarskog VMRO. Учествуваше на избори да помогне на кандидат за кмет, односно градоначалник на Бугарија, не беше советник, тоа е погрешна информација. U Blagoevgradu je bio odbornik Мислам дека не. VMRO. Не, беше на листа. Мислам дека подоцна се откажа. Ne, u redu, ali tako je i završio. Значи Никола Груевски според вас стратешки работел за интересите на Белград Ne, on je sam... и направил излекување на ВМРО од прегратките или од таа центрифугална сила на бугарската On je држава. uradio istorijsku stvar po meni, preokrenuo je taj brod VMRO na drugu stranu. Projugoslovensku stranu. Ne prosrpsku, projugoslovensku stranu. Тоа значи дека Љупчо Груевски управа дека ова ВМРО е југословенска партија, а не македонска партија. Mislim da nije dovoljno, da bi to moglo da bude više. Ali definitivno su zaokrenuli svoju politiku. Pa čekajte, to se valjda vidi. Добро, господин Раковиќ, гледате. ВМРО има подршка на Белград, има подршка и на ланските избори на 15 јули, има подршка од Белград, има подршка од Турција. Голем дел од парите кои Турција влагат во Република Македонија преку Србија и преку Белград. И одеднаш се случува пресврт. Односите помеѓу Заев и Александар Вучич кои се на точка на кинење, кај што немам некоја комуникација. Александар Вучич се нарекуван дека е режим тука во Србија од страна на Зоран Заев и така натаму, а дека Александар Вучич и српската политика го помага ВМРО да помане, се случува еден драматичен пресврт. Jeste. Сега во моментот Белград и Александар Вучич имат многу подобри релации со Зоран Заев отколку со ВМРО да помане. Што се случува според вас за да дојде на таков драматичен пресврт? Pa ja to ne znam, ali evo, ono što mogu da primetim je da politika Hristijana Mickovskog nije bila dovoljno ubedljiva. Ona meni nije bila dovoljno ubedljiva. Mislim da je Hristijan morao da ima nekog đavoljeg advokata koji će mu stalno govoriti da li su njegovi potezi pogrešni ili nisu pogrešni. Da mu je to nedostajalo u njegovoj politici. Доаѓаат ли многу политичари од ВМРО да помане во Белград на консултации? Mislim, ne znam da dolaze na konsultacije, gostuju po televizijama i... Не, прашам дали доаѓаат на консултации, дека голем дел од ВМРО-ските политичари доаѓа тука во Белград, бара поддршка да станат лидери на ВМРО да помане, бара поддршка својата политичка кариера, дел се сега се уште врвот на таа партија. Ќе кажете ли некој име? Или да бидам јас индискретен? Кои ВМРО-ски политичари барале поддршка на Белград за да станат лидери во... Nemam pojma, stvarno. Сега и Груевски се смее, да значи имате нешто заедничко таму. Ne znam. Што ќе се случи ако Možda dolaze i ovi iz SDSM-a također. Добро, за СДСМ природно е. Dobro. Тие тоа не го криеле, има Dobro, некој дисконтинуитет во времето на Заев. Znate, Beograd je... Тие беа увинување дека се на папучна врска со Белград. Знате, Меѓутоа за ВМРО тоа секош било ерес. И ако вие сакате некој да навредите во ВМРО да поменете, да му кажете ко судба
и дека е платеник на Белград. И одедна сега главните ваморовци доаѓаат на консултации во Белград е Белград. културна престоница овог дела света, има Битев, Фест, Саја книга, Бемус и сигурно да су сви актери важни из ВМРО и СДСМ добродошли да у Белград. Пред една недела и Александар Вучич и Александар Вулин, значи српскиот председател и министер за внатрешни работи, отвори едно прашање. Вучич тоа го нареше како сигурен разузнавачки податок. Дека во наредните неколку дена, значи овој интервју го снимаме сабота, Добро. ќе го емитуваме наредната недела, сабота 15. Добро. мај, ако не се лажам, Добро. дека има сигурен разузнавачки податок. Го снимаме интервјуто во моментот кој играт интервјуентус, не знам како ќе биде резултатот, дека има сериозен разузнавачки, сигурен разузнавачки податок, дека една голема сила не сакаше да призна дали тоа е Соединетите американски држави, ќе побарат повлекување на КВОР и на умник од територијата на Косово. Што би значило, според Александар Вулин, кој тоа го кажа за време на неговата работна посета на Москва, дека косовската војска и полиција би дошли на границите со Србија. И тоа би предизвикало еден сериозен екзодис на србите од територијата на Косово. Се подготвува ли Балканот за нова војна според вас? Ако министерот за внатрешни работи, српскиот председател велат сериозна држава ќе побара повлекување на умник и на КВОР од Косово, тогаш тоа е според мене влез во една воена авантура, во една воена разврска. Така е. Па мислим да не делuje ми убедливо тоа да би нека велика сила тоа могла да тражи, посебно да тоа траже Сjedinjene Američke Države u vreme ove administracije. U vreme Trumpove administracije to bi možda bilo moguće, ali u vreme ove administracije... Зошто би го кажал тоа српскиот председател? Бидејќи тоа го кажува на национална телевизија, гостување на ТВ1. Не знам. Има зашто да или имаме сериозен разузнавачки податок. податок. Знате, ali ako bi se Albanci upustili u tu nepotrebnu avanturu, oni u toj avanturi ne bi imali nikakvu šansu. Мислите? Siguran sam, da. Бидејќи Pa zamislite kako mogu da imaju šansu. Oni su toliko slabiji protivnik. Не гледаме јас дека во Србија има желба за воено решавање на проблемите. Naravno da nema. Pa niko Бидејќи процентот на регрутација во Србија е драматично намален. Дека тоа што било пред 20 години кога србите масовно се воле на регрутација за војна на Косово, Босна и Херцеговина, дека се изигрени во изминатите 20 години, дека е работено на рушење на неколку мита, еден од тие митови е митот на српската војска, на српската армија, па Топчидер. Ali vraća se taj mit. Мислите? Apsolutno, pa evo preko Košara, preko drugih evociranja... Значи, вие се подготвувате за војна разврска на Балканското Pa полуострво? ne, svakako ne. Znači, upravo suprotno, za mirotvorno. Ja sam Ако се повлече КВОР и умник од Косово, ќе има војна? Ja to ne znam, ali to zavisi od Albanaca na prvom mestu. Zavisi kako se oni budu ponašali. Tome se radi. Србија би влегла ли во војна за Косово и Република Српска? Doktrina Srbije, vojna doktrina podrazumeva i odbranu Republike Srpske. A kada je reč o Kosovu i Metohiji, to je naša teritorija, to je naša pokrajina i deo Republike Srbije. Ukoliko bi srpski narod bio ugrožen, sigurno bi Srbija ratovala za Srbe na Kosovu i Metohiji. Siguran sam u to. Очекувате помош на Русија? Pa već ima. Србите се нарекуваат мали Руси. Pogledajte koliko je Srbija vojno ojačala. Pominjali ste malo pre hrvatske generale i admirale koji o tome govore. I ne jednom, nego više puta. Се чувствувате како војна сила, така? Osjeća se ogromno samopouzdanje koje je stiglo u zemlju. U svakom smislu. Ne samo zbog vojne sile, ekonomski Srbija sve više i više jača. Kulturološki je jaka, veoma. Имаш одредена теза која велеше дека Балканот е секогаш во проблеми кога србите се силни и јаки, дека србите треба да бидат скршени, фарлени на колена за Балканот да биде мирен и стабилен. To kažu oni koji bi Srbiju da skrše. Upravo to oni kažu. A svi kada vide da ti koji bi Srbiju da skrše, kada vide da Srbija staje na noge, da srpski narod staje na noge, onda oni dignu takvu buku. Ili zato što ne žele pravično rešenje. Вечера разговарав со идеологот на српската политика, близок на Српската православна црква, човекот кој всушност се дава таа стратегија за српски свет помеѓу Бања Лука, Подгорица и Белград, и кој смета дека во тој триаголник треба да се направи 4-аголник, каде што би влегла и Република Македонија. Tako je. Koju ja nikad ne zovem Republika Severna Makedonija. Да. Вие сте многу опасен човек и многу влијателен во Белград. Ne, ja sam mnogo dobar čovjek i gledam da budem pravičan čovjek. Ке се остварат ли овие ваши стратегии? Pa ja mislim da će se ostvariti. Ги слуша ли Вучичове ваши стратегии? Ги реализира ли Вучичове ваши стратегии? Pa nadam se da ćete imati priliku njega to da pitate, ali kako sada stvari stoje, mislim da smo se uglavnom usaglasili o tome kako srpska budućnost treba da izgleda, a to je ujedinjenje. Znate, kada jedan ministar u vladi, a to je ministar Vulin, koji je bio ministar odbrane, pa je sad ministar unutrašnjih poslova, počinje da preuzima taj koncept, onda on više nije
neki koncept koji je potekao iz nauke ili iz nekih kuloara, iz nekih foruma ili čak kafana, nego onda je on postao jedan neki državni put Republike Srbije. Dobro, Vulin беше дел на партијата Јулна Мира Марковиќ. Pa drago mi je što je... Тој е кадарна партијата Јулна Мира drago mi Марковиќ, je što односно je- супругата на Слободан Милошевиќ. Jeste, tako je. Projugoslovenska orijentacija. Значи веќе југословенството како завеса за големо српството доминира во Белград. Ja sam za srpstvo, a sad ne znam, mislim da je i Vulin za srpstvo i da je on promenio to mišljenje da jugoslovenstvo u tom starom vidu ne može da opstane, ali je neko, tako da kažemo, srpstvo povezano sa makedonizmom kao našim bratskim narodom i tekako ima snagu i budućnost. Pa mislim da se to i u Makedoniji osjeća. Čini mi se, možda ja grešim, ali možda ćete me vi ispraviti ili korigovati. Имавте 55 минути, мислам дека добро ги искористивте, дека имаме одличен трив, фала многу. Фала Ако вам. следна прилика во Белград и во Скопје, се најдобро. Hvala. Ovo беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Евтов. Вечерва можете да погледнете интервју со Александар Раковиќ. Многу работи се кажа, многу работи меѓу редови треба да ги сватите. Ако ви се допадне емисијата, ново друже, недела во 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.